Евгенија, здравеска. Така е. Здраво. Здраво. Како си? Одлично. Добре ни дојде во Прилеп. Добре ве најдов. Многу сте гостопримливи, морам да веднаш да го кажам. Фала ти на комплиментот. Ја морам да ти возвратам со тоа дека си многу лесно достапна. Само што видов дека на 23 имаш концерт во Прилеп, втор така? Втор концерт. Пробав да стапам во контакт, лично не се познававме до пред пола сат допред да почнеме да снимаме. За артист кој што е толку ангажиран, многу лесно одговараш на социјални мрежи. Па гледај, ние и новинарите сме нераскинливо поврзани и мислам дека мојата работа е во тесна поврзаност со тоа што вие го кажувате, односно што ни давате простор да ги кажеме нештата. Генерално, ако не постојат овие вакви медиуми, како и поинаку би се народот би слушнал за настаните што ги работиме. Така да ценам неизмерно, ценам новинарската работа и неизмерно ценам новинари кои се ангажираат да истражуваат, да постават некои нови прашања и така натаму и искрено не прифаќам секакви интервјуа. Сега се морам да ти чувствувам и кажам. почестен. Се чувствувам почестен уште пред да го кажеш ова. Баш го разговарав пред да тргнам за тука утро со пријателка дека имам сериозна возбуда од ова интервју. Ретко ги чувствам, секогаш пред секој настап, пред секоја емисија имам доза, ама денеска е на некој ново ниво. Така да фала ти за адреналинов кој што го предизвика со прифаќањето. И овој патува порака до сите артисти да сватите дека соработката со медиумите е дел од работата. Се разбира, мене многу изминативе 4-5 години од како приказната Зарина прва се да постои. Имам прекрасна соработка со сите медиуми и најчесто се будни секогаш кога објавувам нешто. Значи, буквално по секое мое објавување на социјални медиуми, самите ми се јавуваат. Иначе, веројатно, кога би бил друг процес да треба јас да се јавувам, ќе ми биде многу поисцрпувачки и постои таа некоја тензија која што не ми е потребна како артист, така да многу сум благодарна на сите вас кои будно следите што следно се случува. Значи, тоа е правилниот начин. Ние треба да ве бараме, не вие нас. Да. За жал го има и обратниот процес, некогаш оправдано, некогаш неоправдано, али за артисти од твојот калибар, мислам дека и од кога објави дека ќе имаш следен концерт, сигурно ти е преполни телефонот со повици, инбокса што се вели на месенџер. Ајде го спомна почетокот од пред 3-4 години, дали барем за мене твојата приказна почна со едно видео кое што стана вирално на Шарпланина, го објави на YouTube. Прво на Пелистер. Прво е на Пелистер. Бил пее во планина. Да. Јас за прв пат ја слушнав, распукала Шарпланина. И ја сподели еден дечко што ја води платформата или иницијативата Јавен простор, Звонко, да го поздравиме и него, и во камера и зад камера. Дали значи почнува од Пелистер целата приказка? Да, приказната почна генерално јас од секогаш како знам за себе, мечтаев за ова што сега го живеам и фала му на Бога милостивиот што ми дава вакви прилики. Видеото го сними еден другар Сашо Поповски, кому исто му посакувам златно тло кај што ќе гази по земјата, затоа што ми помогна тоа прво видео да. Мислам така беше предодредено, нели? Го чекав 25 години моментот. Тој ме снимаше, се качивме на Пелистер. Без никаква помисла врска со пеењето. Тоа беше скроз инспирација од се што гледав наоколу, бевме тројца само. И јас се застанав некаде таму на антена, некаде на крајот на кај што е врвот. И се гледав кон Преспанско езеро и ми дојде инспирација дека беше стварно магично тоа целото зимно време, трчавме да фатиме из Грейсонс и тоа беше магија. И јас се запејав и сега не ги видов тие, мислев дека влегле во антени во Значи, како во Дизнијев филм излегува, се шеташ низ планина и едно време ти доаѓа само од себе од гледката и пушташ глас
кој што после кога го слушнавме сите рековме Да, и тој скришно си ме снимил, си го направил видеото, си го објавил. И едноставно се случи што се случи и тоа си тргна да се споделува. После го објавив Шарпланина, кој па го имав снимано 2 години претходно, а не го имав објавено пошто не ми се свиѓаше. И така сватив, ми дојде како некоја своевидна потврда дека тоа е патот. Оти јас од секогаш сум љубител на фолклор, бев играорка 15-20 години. Таму пеев традиционална музика, после волонтирав во танец некое време. И така, јас фолклорот генерално секогаш ми бил голема љубов. сега сакам да те прашам како е на девојка која што толку време го чека се до тоа? Во време во кое што знаеме какви се, ајде да не користам тешки зборови, ама какви се невкусни работи се случуваат, особено под некаква естрадна уметност наречени, кој ше супер талентирана, одлично изгледа, се одржува, гледам дека одиш и по планини, често пешачиш и така натаму. Како не се поддаде по полесниот пат кај што заминуваат, знаеш, од и турбофолкеркиве кои ќе ги прашаш, јас многу ја бев рокерка, јас многу сакам традиционална музика, ама знаеш вака и вака. Легитимно и вие што го правите тоа. Ама тоа е собира, земаш еден како се вика музичар со тебе обично клавиатуристи и така натаму, почнуваш да пееш по клубови, а ти тргнуваш по еден пат да собираш еден сериозен бенд, кој што звучи феноменално, ама тука е крвава работа, опрашај. Сега како толку долго време се чека и се тргнува по тој пат да ги... По најтешкиот. Што се врти во главата на еден млад артист? Види, јас имам татко кој целиот свој живот го помина во свадбарска музика. Негови се песни Свршена спаса победна, 4 месеци свадба се спрема и така. Тој е сериозен музичар во однос на свадбарската музика. И јас го гледав тој пат, и јас растев со тој пат. Тој од таму од другата страна што се случува. Со свирење по 6 сати, па од Сабајле по невести, ваму таму. И јас од секогаш знаев, прво, естетиката не ми се допаѓа, значи од секогаш. Второ, од 5 години, онака, мислам дека кога почнав да добивам свест за самата себе, јас ноќи цели не можев да спијам, пошто си замислував како некои големи сцени, па вака ми се впалат рефлектори и така. И јас од секогаш знаев што сакам да правам и не отстапував од тоа. Дури имав прилики, значи, ти викам, татко ми ги познава сите тие музичари од таа фела и сите сакаа да пеам во едно време со нив, но јас ги одбивав затоа што секогаш знаев и јас бев спремна, мислам и сега сум спремна, ова што во моментов го правам со Зарина, да го правам по цена на живот и смрт, значи нема тука компромис со квалитетот и нема компромис со традиционалната музика, затоа што верувам дека ова е многу голема одговорност прво носи со себе, да се бавиш со традиционална музика. Не сум сигурна колку сум во 100% се уште на правиот пат, но се трудам и истражувам и се консултирам со професионалци во областа и читам и земам материјали од терен, зборувам со стари луѓе, гледам како тие стари луѓе доживуваат оваа музика и така натаму, се трудам да бидам што поавтентична во тоа што го правам и тоа е цело време идејата. И сега јас останувам цело време автентична во однос на вокалната изведба, односно се трудам да пеам во духот на автентичната традиционална вокална техника, но во однос на музиката импровизирам јас. Сега јас импровизирам со алтернативни правци на музика, односно додавам разноразни примеси од джез, рок и така натаму. Сега рок можеби не, ама генерално прилично слободно се изразуваме како оркестар. Комбинирајќи традиционалната музика со, да ги речеме, различни и западни жанрови, носи настапи на фестивали, како што се, например, джез фестивали, да фестивал. Што имаше тука? Имаше Офест, Будапешт Ритмо фестивал, има многу сега да не одете луѓе на Зарина
од Зарина веб страницата, ова е импресивно, не сакам да губиме време да го читам цело, затоа што има многу работи во пола сат да ги кажеме, али станува збор за артист кој што ретко кој настапува на тие фестивали, особено со подлога традиционална музика. Мене ми баѓа тешко, во исто време ми доаѓа еден убав предизвик во животот. Јас сум човек што сака предизвици, што сака да наоѓа решение на сите проблеми. И како предизвик го имам сватено дека ако може нас африканската традиционална музика и сите тие афробитови и така натаму да ни звучат така екзотично, зошто не би звучела македонската, албанската, турската музика екзотично некаде во светот? И зошто да не, например, зошто да не и дадеме една концертна форма на изведување и зошто да не направиме луѓето да седнат и да слушаат музика? Знаеш, понекогаш, според мене, знаеш, многу е важно да застанеш, да се смириш и да го дадеш фокус од 100%, да бидеш присутен за да може емоцијата внатре да си го одработи своето. Сега, ако јадиш, ако пиеш и ако, не знам, си правиш муабет со другарите додека си дојден на концерт, тоа нема да се случи 100%. И не за џабе не отстапувам од тоа. Например, кај мене на концерт може да се слушнат доста по темпо бавни песни, емотивни, тешки понекогаш за слушање. И не отстапувам, намерно ги чувам тука, затоа што во ова време во кое живееме сме полни со дистракции од надворешниот свет, од проблемите кои живееме, од секакви некакви социјални медиуми, сите тие нешта, и генерално сме со текот на времето си научивме како да побегнуваме од тоа што не мачи внатре. Сега јас кога правам концерт, затоа настојувам најчесто да биде на седење, кога се мои лични концерти. Фестивалите се друга приказна. Намерно го правам тоа за да нема бегање. Тука ќе се соочиш и затоа многу луѓе, например, кога правам концерти, да кажеме во филхармонија или во некои такви настани, многу луѓе ќе слушаш како гласно липтаат, плачат, значи. И тоа е супер момент, затоа што окей, неверојатно да слушнеш публиката кај што плачи додека. Да, окей, добро, значи еден саат си дозволил да се исплачиш. Ти може и не плачеш заради песна, а може си плачеш за некој свое нешто, ама то таму стои затворено, заклучено и те, пошто нели во Македонија срамота е маживе да плачат. Да. Срамота е да плачеш генерално на јавно место, срамота е да споделиш како се чувствуваш. Да си емотивен. Срамота е да си емотивен. Па не, ќе ги кршиме тие стереотипи полека, затоа што комплетна поддршка за тие работи, затоа што емоциите се единствено нешто кое што го раѓаме исконски во нас и излегува од нашата душа. И верувам дека традиционалната музика и по фреквенција и по дух помага во однос на тоа луѓето да се сретнат со собствените емоции таму внатре што стојат затворени. Сега пред да продолжам таму кај што застана на тешкиот пат, сакам да направиме само една мала дигресија и сакаме на анализа да направиме, тоест да ми кажеш од каде Зарина прва севда. Ај прва севда ќе го разберам, ова некако те слуша човек и на прво му се бендисуваш. Ама Зарина од кај? Ова ќе се остане за втори дел од имево мое, немој да го објасниш за првата кажи. Па не, тоа е заедно сето. Иначе е охридска староградска песна, односно чалдиска песна, што се вика Ој Зарино прва севда. И бидејќи во моментот кога излезе првото видео, Бил пее во планина, бидејќи работа сосема друга работа, како менаџер за продажба во салон за мебел. И не сакав некако сите тие што ги потпишував договори едно друго, таму секаде ми го пишуваше реалното вистинското име Евгенија Здравевска. А во исто време и гостував на емисии вамо и таму и морав да смислам брзо и ефективно име за да си ги одделам тие две работи, пошто знаеш како во највисоко место во мојот спиритуален живот стои Зарина и се е после надолу. И не сакав некако и не сакам се уште се што сум јас во својот приватен живот да и посметува на Зарина, пошто тоа е еден друг пат, многу значаен и битен за мене и можеби и најубавата боја од Евгенија. Дали за Зарина веќе нема потреба да ги работи тие други работи, може да
живеи од... Тука. Тоа е исто многу важна работа за да можеш да се посветиш комплетно на вакви сериозни проекти. Не мора. И никогаш не морало, затоа што секој пат вербата на крајот победува и љубовта и бидувањето искрен со ова што го работам, секогаш победува и да, можам да живеам од Зарина, но јас бидејќи сум човек што сака да си ја фрли глата и да трча по неа, сакам да се така по нешто и таму и ваму и така. Повеќе работи сакам да работам во исто време, но како и да е, главниот фокус во моментов во мојот живот е Зарина. И тука вложувам енормни напори, затоа што се уште работам сама, менаџирам бенд од 6 луѓе плюс јас. Кажи ми како го состави бендот. Тоа ми беше откој тргнавме од ја откриваме работава, станува вирално, почуваме да работиме, сега треба бенд. Вака, прво се случи албумот, снимањето на албумот. Александар Петров е еден прекрасен музичар кој во тоа време живееше во Франција, само што се врати во Македонија. Перкусионист по професија и тој ми помогна мислам ми го аранжираше албумот и тој ми помогна да стапам во прв контакт со луѓето кои што се дел од албумот. И тоа беа, да кажеме, Васил Хаџиманов, Исмаил Лумановски, тоа се луѓе со кои што јас не можев некако, не можев толку брзо да дојдам во контакт, затоа што се веќе многу големи и еминентни во светот и така натаму. Јас во Македонија веќе си имав некаков круг на пријатели со кои што се исто така прекрасни музичари, Благојче Трајковски, Филип Михајловски, Радко Даутовски, со нив претходно се познавав. И така се направи еден склоп. Значи го снимивме албумот, фати корона, не можев да го извадам албумот, па кај ќе го вадам, која издавачка куќа ваму таму, за да на крај испратам еден мејл во Кроација Рекордс и на Кроација Рекордс им се допадна албумот и решија да го извадат. И како и многу работи кои што се случува во држава квалитетни, не знаеме кај да се вратиме, големите артисти не знаат да се и ќе се најде некој кој што е надвор од граница. Па нема да се најди, тоа е многу битно да го кажеме. Нема ништо да се најди, нема ништо само да дојде. Мора се сам да појдеш да го најдеш. Го најде ти, испрати генерално постои едно размислување во Македонија помеѓу артистите, не сите, нормално има исклучоци, тие се видни исклучоците, ги гледаме на телевизија, ги гледаме на концерти. Останатите некако цело време живееме во некој соништа дека ќе дојдат. Сами работиве ќе дојдат, ќе дојде некој чичко, и тој чичко ќе не однесе нас во Холивуд и ние ќе бидеме холивудски звезди. Тоа не постои. Не постои моментот дека ќе дојдат сега 15 луѓе и едни ќе ми ги лакираат ноктите, друг ќе ми ја чешла косата, четвртиот тоа не постои. Тоа не може од еден ден да се случи. Веројатно тука некако не знам. Добро е да се сонува, јас сонував и се што сонував живеам и се што сега сонувам, веројатно ќе го живеам за некоја година. Дефинитивно сонувам за ова се што го кажав. Дека ќе дојдам на сет, дека сетот ќе биде спремен, јас ќе излезам само ќе свирам, ќе пеам и ќе бидам релаксирана и се. Ама тогаш ќе мора со засукани ракави да одам боса, гладна, жедна, не знам, ќе мора да се сработи работата ти. Знаеш, во Македонија е многу лесно. 1,5 милиони луѓе сме тука. Многу е лесно. 5 видеа се потребни, визибилити колку што сакаш. Дали е добро или не е добро, тоа е друга приказна. Ама дека можеш да ја постигнеш видноста, можеш. А за надвор, во море од Зарини и во море од разноразни артисти кои се сериозни уметници, музичари, кои исто така имаат неверојатни бендови како мојот, таму треба да се засучат ракавите и таму има многу работа. И тоа е многу макотрпен процес, само тој што е внатре знае. Колку тоа се мејлови, телефонски повици, неспиење, значи макотрпна работа. Иначе Кроација Рекордс е најголема издавачка куќа на Балканот, така? Да. Па јас следноќи ти посакам да имаш албум со најголемата издавачка куќа во Европа. Која и да е, како и да се вика. Сега е ми Рекордс или ИСМ? Тие се. Која и да е пожелба за таја што сонуваш, за тие да ти го издадат следниот албум, ајде да зборуваме малку за концертот во Прилеп. Ајде. Да го најавиме, да ни кажеш зошто баш во Прилеп.
Па во Прилеп затоа што имате добра структура на свесни луѓе кои работат во Национална установа Марко Цепенков, кои испратија апликација во Министерство за култура и добија некакви средства за да можат да го направат концертот. Но првото нешто е дека добија идеја да ја викнат баш Зарина. Еве сега им благодарам на институцијава што ми даде Тоа таква е покана. со годинашната програма на Центарот за култура Да, Марко Цепенков. Така. Тоа е дел е така, дел ќе видиме можеби и ќе имаме некакви помошници во целата ситуација, но јас решив со оглед на средствата кои беа дадени, не беше реално возможно да се направи концерт со целиот мој бенд, но јас сакам да ги терам работите или да го направам како што треба или воопшто да не го правам. И Марко Цепенков прифатија тоа така да го направиме и сега ќе биде малце така. Значи, картите се пуштени, тоа е генерално и за сите артисти еден од најголемата поддршка што секој човек од публика може да ја даде, тоа е дека ќе си купи билети и ќе дојде на концерт. Кажи ни кај може да се најде билетите? Или да Билетите викаме се- по звонко позади камера да ни кажи. Билетите се пуштени во продажба во галерија Лувар, во кафе бар Чоше и во Марко Цепенков. Да. Пуштени се Не кажувај цена, Многу- ќе кажам вака, само да појдете да си купите сите и многу да пари. не прашувате колку пари се, колку ќе ви побарат, толку ќе си платите. Да. Еден мој пријател и мој ментор низ животов, низ многу работи од ова се што правам. Вика, не прашувај колку кошта, прашај колку кошта ако не си таму. Така е. Во однос на тоа кога размислувам за инвестиции, кога некој пат е тешко финансиски, ваму таму викам, па добро, чекај да видиме колку ќе изгубам ако дадам и колку ќе изгубам ако не го направам Така. нешто. И секој пат ми се исплатило кога сум инвестирала и кога сум поверувала на невидено. Искрено многу ќе се радувам во Прилеп да има публика, затоа што и вчера во некои разговори кажував дека прилепчани важат за луѓе кои познаваат што е добро во однос на култура и јас верувам дека тоа ќе го препознаат во ова нешто и ќе се радувам да сме во голем број затоа што е различно. Такво, како што кажав, емоционално, топло и така и мислам дека секој човек треба да си приуштува Значи ни такви ветуваш нешта. повеќе од час емоции. Да, Што е најважно? тоа ветува. Ако еден артист не нуди емоција, подобро да не се појавува на сцена. А сега јас на зборот емоција ќе ја поздравам Урбанира, Ема. Тука Емчето Митковско. ни има спремено за тебе едно подароче, некое ланче е ова, со емоција го одбрав зборот за да ја поздравиме Емилија, затоа што на ланчето имаме илустрација од логото на театарскиот фестивал. А ако нешто е поврзано со емоција, тука е театарот, тука е секоја уметност. Иначе, Ема Митковска ми е многу драга личност и никогаш не сум купила. Јас сум многу голем љубител на рачно изработен накид и затоа сега веднаш ова ќе го ставам на мене пошто ми одговара. Инаку многу ценам рачна изработка накити. Ема е посебна приказна, така да бидете радосни, драги гледачи, што во Прилеп ја имате Емилија Митковска. И кога треба да одлучите дали да си купите накет од продавница, мислам дека треба да одлучите да купите накет за кој што некој седел и го правил. Ево, ова е прекрасно нешто. И многу се радувам. Фала ви многу. Значи, фала и на Ема. Фала и на ти што Ема. си другарка на емисијата, веќе 5-6 емисија. Тука со нас се и ВГ бар и ресторан Аура, после И таму јаде вчера емисија преуе. се освежуваме. Да, одлична храна, одлични пијалоци, одлична атмосфера пред се и за очи и за душа. Да. Навистина две посебни работи во Прилеп кои што ги имаме, тоа се една Урбанера и Аура. Сега деваме дека полека ќе привлекуваме и други пријатели на емисијата кои што ќе се надевам од таков ков да речеме и да се здружуваме во една убава приказка која што ќе трае.
Зарина, би сакал да те прашам, кога кажа дека работиш музика која што е за седење. И Не секогаш. Најчесто. Сега одиме натаму. Како е на традиционална музика која што воглавно е извор на емоции, на кој што ги тера слушателите да плачат, како ја трансформираш и како ја презентираш на овие фестивали кои што ги спомнавме, кај што се воглавно енергични, кај што луѓето Не, очекуваат генерално, сосема нешто друго. да, генерално фестивалите пред да ме викнат да настапувам на нивните фестивали, знаат зашто станува збор. Не викаат и нормално, многу битно, не ми кажуваат ја што треба да правам. Апсолутно. Дозволуваат да направам јас тоа што мислам дека треба да го правам. А, не се знаеш, еве, например, во Брисел, последниот мој настап во Белгија на Балкан Трафик, фестивал кој е еден од најголемите во Белгија. Сме настапувале јас и Есма генерално. Па добро друштво. Добро друштво, да. И знаеш како, луѓето би рекле, ајде сега ќе ги ставиме сите тие брзи песни и ќе одиме само на брзата варијанта. И викам, па не, дајде да импровизираме, да видиме што ќе се случи ако ставиме некоја побавна песна, да видиме како ќе реагираат на тој тип на традиционална музика. И можам да ти кажам, имаше вакава публика според моето око негде дека 2000 луѓе. И кога почна, ја пеевме Мајчо, една песна од албумот Ехо. Вака како во транс си влегуваат луѓето, нив не им е важно дали е бавно или брзо, им е важно да се влезат во тој муд кај што си ги гаснат копчињата. И не се работи за трансформација, јас само обидувам. Так. Луѓето, публиката си реагира како што реагира. А публиката без разлика во дали стои, дали седи, почнува да си абсорбира. На крајот на краиштата пак се сведуваме на некога тоа што го испраќаш, ако е искрено и ако е силно, публиката ќе си ја фати и ќе си ја вози во ритамот во кој што ти го испраќаш. Генерално зашто не пеам приватни забави, свадби и такви некои нешта, иако имам многу повици во однос на тоа, е затоа што тоа што се очекува таму од артистот. Сега некогаш младенците, бидејќи ми се луѓе кои што ме сакаат, ме слушаат, ми доаѓаат на концерти ваму таму, викаат, абе дојди, знаеш, ќе биде супер. Но вистината е дека колку год да не е таму таа атмосфера, тоа што треба да биде. Значи за секоја музика си има свое место. Мојата музика, местото е на сцена. И тоа е тоа, тука нема шо. Сум направила неколку пати отстапка и сум видела дека е ова вака како што сега го кажувам и затоа не ги правам тие работи. А ако ти рече некој бланко чек, свадба, Ако седат сите, ако не мрдат, ако слушат Зарина, нема проблем. И за без бланко чек, за некоја одредена сума. ако сакате да го слушате тоа што го свирам, не е проблем. Така? А за другата варијанта да би испеела, еве да речем нешто свадбарско, Не, тоа не иде во тоа предвид. не дојде во предвид, така? Нема пари тоа што можат да ме купат да го правам. Инаку ги знам сите свадбарски песни, ги знам сите турбо фолк песни. Супер се снаоѓам во таа музика, ама тоа е вака за дома ако се собереме да имаме некаква Заштиму. Да, заштиму. Иначе мислам тоа не иде во предвид. Тоа отстапуваат сите мои верувања и внатрешни вредности и едноставно не се чувствувам добро. И тоа е тоа, нема тука Ќе шо. те држам за збор за да знаеш, затоа што и јас свирам со човек кој што свири се и многу често ме става во искушение со цифрите кај што вика ај дојди. Ама ти ми не знаеш колку има, ама викам после че треба за диазепами да ги дам сите. Политички настани. Било каква поврзаност, било каков настап, дури да имам потпишан договор, го откажувам. Значи ќе платам колку што треба и нема да пеам на политички настани, на настани кои треба да промовираат некакви етнички припадности, поделби, сексуални ориентации и такви некои работи. Не едноставно, тоа не е за мене, не се наоѓам таму. И јас немам никакви такви бариери.
Мојата публика е публика и од една и од друга партија, од една или друга сексуална ориентација и апсолутно немам никакви И од сите предрасуди во вери и врска. етникуми. Апсолутно. И тоа го спомна и баш го кажуваш на почеток на концертот кој што го има целиот на YouTube во Битола, во офицерски дом, кај што редиш и да, имаме уште неколку изредувачи кои што третираат традиционална македонска музика. Ама тебе не можеме да те сврстиме тука затоа што ти третираш традиционална балканска музика. Јас сум ниедно вера. Значи, пееш македонски, српски, бугарски, албански, грчки пееш? Да, многу сакам да пеам грчки. Сега кога ги набравивме, сакам уште ова да го изразговараме, тоест да го слушнам твоето мислење, пошто го работиш. Колку сме сите ние на Балканов според музиката исти, нема слични да го употребам. Според ритмите и според Не би рекла исти, но дека имаме, дека во сите балкански држави има инфлуенца од еден или од друг народ, тоа да. Сите ние си имаме своја одредена специфика. Тоа е толку вака, знаеш, испреплетени сме сите на Балканот, што би било не знам дали можеме генерално да, знаеш, тоа е како цел еден регион кај што во различни места различно се толкува одредена како да кажам стила, да не речем. Затоа што имам заприметено, еве да речеме, со јазикот, кој ќе тргнеш, да речеме, во Гостивар, и сега нема да ги по држави или по етникоми да ги користам јазици, веќе го речем словенскиот јазик. Добро. Што е на Валков. Кога ќе тргнеш од Гостивар, како што се движиш до Варна, многу слично се претопува на сите 100 километри. Кога ќе тргнеш од Морам да Гевгелија, дека живееле секакви луѓе, кога дека ќе ние не тргнеш сме од македонци. Гевгелија до Лјубљана, некаде, исто на многу сличен начин се претопува. Да. А исто да се случува и со музиката. Значи, Со музиката, мислам, очигледни се работите. Ние, да кажеме, во чалгијата користиме многу грчка музика, ако веќе сега така зборуваме. Мада, пак ќе кажам, ние си имаме наша специфична, грците имаат нивна специфична, што мислам, зошто мене ми е, да речеме, фасцинантно, затоа што е најмногу се чувствува таа Византија, тие посебни типови на техники и така натаму. Измешано е сето, значи овдека на ова тло, на оваа територија живееле секакви типови на луѓе, не од секогаш се зборувал тука македонскиот јазик, не од секогаш биле само македонци тука, значи сме имале турци 500 години пред се и ние се уште користиме во нашиот фолклор канон. Канонот не е инструмент. Значи сега да не се правиме многу, измешано е вака колку работата. турцизми имаме. Така, и сега да не се правиме многу. Измешана е целата работа и јас не гледам на музиката, јас не можам така да ги поделам, се да ставам граници ова до тука. Не, значи овде јас можам да кажам како се пеело, да кажеме пред 100 години во Источна Македонија, има снимки, може да се најдат како се пеело во Егејска Македонија, како се пее градската музика и така натаму. Од друга страна, например, една музика можеш да најдеш албанска традиционална во Тетовско, а друга ќе најдеш во Скопје. И тоа се две племиња, Литовски и Геги. И сега си ги навлегувам така, оти ми е интересно тоа да го истражувам. И не сакам да се ограничувам во тоа и затоа пеам се што ќе ми се допадне. Не ми е гајле, Мислам, тотално не се базирам врз тоа дали изгледам многу претерано отворена или претерано затворена, не. Значи јас знам дека тука сега на ова тло во моментов живеат и албанци, и турци, и торбеши. Многу сакам музиката на торбешите и културата и нивниот начин на живот и така натаму. Многу сакам да дојдат така до една
видливост и затоа обработувам и торбешка музика. Затоа што торбешите во Македонија генерално се уште ги третираме како и така и во литература за жал ги пишува исламизирани македонци. Така ги Тоа е учевме. многу навредливо нешто. Значи зошто сега на пример зошто може да речат Зарина е христијанка македонка. Дали е тоа окей, на пример? Зошто мене некој да ми става да ми ја става мојата верска припадност пред националната припадност. Мислам, кој Затоа што се така некако накриво измешани се работите. накриво се Тие се насадени на цел македонци, Балкан. луѓе кои живеат во Македонија, кои зборуваат македонски јазик. Така. И тоа треба да се свати. Дека биле ислам, па нека бидат ислам, тука живеат. Како сакат нека, што сакат нека прават. Будисти ако сака нека. Може Така. има и будисти меѓу нив, Мислам, може која има и потребава- атеисти меѓу нив, секакви Која сигурно има. потребава да ги маргинализираме, а немаш представа како фолклор имаат и каква Затоа музика што имаат. имаме култура на Епак ги маргинализирање на смениме тие Балканот, работи. ајде да ги менуваме Ќе тие ги работи. Затоа и беше супер тема и сакако ги спомна различните региони кои што ги користеше, региони че употребам за трпење на инспирација и за собирање песни. Ќе ти се заблагодарам најмногу на светот што ни дојде со еден И јас муабет. Ми беше исклучително пријатен муабето. Се надевам дека бевме интересни, дека ќе ја наполните салата во Цепенков на 23-ти. И јас мислам дека ќе наполнат сала. Фала ти уште еднаш. Фала ми многу убаво ми беше удобно и мислам дека си направивме убав муабет. Се гледаме да на Се 23-ти. гледаме на 23-ти. Ой, Зарина, прва севда, едну штој мати, ај тебе дома не најдо, ај тук те најдо komşi, o komşi.